Предстои 3-дневен целосен карантин како најсериозна мерка досега против короната. Од утринава маркетите беа полни со граѓани, што упатуваше дека овој пат пораката е примена како што треба. А јас сега чекаме ред за да купиме и после ќе се одеме, не одеме никаде. Ќе издржаме 3 дена. Пообеда белица, да се јаде леп, што потребно, месо, друго трето. Гужва ли е по маркетите? Да, волеме гужва. Мора да пазаруваме, што да правиме? Не е убаво само што не затворија да не можеме на мртвите гробовите да си ги посетиме. Другото, како за сите и за нас ќе биде. Бога ми научи ми се да знаете, воја више претерано. Улезе жената да пазарува, да не правам гужва, па ќе одеме на пазарот. Двор имаме у двора, шетаме, излеваме. Надвор носиме ги видеа заштитни работи, а и препорачувам и другите тоа да го прават. Од вчера, најавениот карантин, трговците го дочекуваат подготвени. Повеќе работа имаат очекувано. Како што гледате, ние работиме, имаме поголема побарувачка, бидејќи 3 дена ќе биде карантин, нема да работат продавниците. Ние секако ќе работиме, ќе бидеме дежурни по порачки од околните села и ќе гледаме со максимален капацитет да го снабдиме населението со леп. Денеска моментално ударија од Савајле. Значи, веројатно заради оваа ситуација што се дешава. 3 дена карантини, така испадна сега. Свинско повеќе, за скара кубаси, кебаб и такви работи. Освен Штип, строгиот карантин се однесува и на општина Карбинци. Дали ова значи дека нема одење ниту кај стоката, ниту на нивите во овие 3 дена? Продолжуваме да важат издадените дозволи за земјоделците и сточарите, кои што се издадени од страна на Министерството за земјоделие, подрачна единица Штип, и дополнително за сите оние земјоделци кои што не се регистрирани, а се пријавени да обавуваат земјоделски дејности и сточарски во атарот на своите населени места, ги имат на список. Овие списоци ќе бидат доставени до МВР и нормално контролата ќе биде од страна на МВР. За прв пат уште од времето кога христијаните биле жестоко прогонувани, утре и задутре на местата на починатите нема да има живи. За прв пат со препорака на владата и Комисијата за заразни болести, нашите верни нема да можат да ги посетат вечните почивалишта на своите најблиски, да се помолат и да запалат свеќа. Тоа можат да го сторат дома, да се помолат, а веќе од среда понатаму ќе можат да отидат и да ги посетат гробовите, бидејќи недела, понеделник и вторник се тие 3 дена големи, слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, роден денот на црквата.